Почитувани мој, добар ден. Стартуваме и со нова работна недела, а тоа значи и со нови изданија на Црвена линија. Онака понеделнички верувам дека убаво одморевте викендот и сега веќе сте подготвени да бидете заедно со мене во ова ново издание. А зашто ќе зборуваме денес? На пазарот на труд има недостаток на работна сила и мора да одговориме на тој предизвик. Вака вели министерот Битики. Необходен бил увоз на работници, иако стапката на невработеност е цели 14%. Дали странските работници, што мислите, би работеле за минимални плати? Секако ќе ве подсетам дека задолжително треба да не заследите и на социјалните медиуми со оглед на тоа дека тука можете да коментирате, шернувате и лајкнувате. Доволно е да не пронајдете на Facebook како Црвена линија, тука ќе ве подсетам секако и профилот на Телма телевизија, каде што објавуваме нашата тема, ама задолжително на тоа настојувам да бидете дел од сите оние кои што не следат на Инстаграм. Зошто? Бидејќи добивате можност да го дадете одговорот на нашите секојдневни анкетни прашања. Па еве денес, доколку кликнете на Инстаграм стори, ќе ве пречака ова наше денешно прашање. Имате ли невработени во семејството што бараат работа? Одговарате со да и не. А сега како Црвена линија, секој оној кој што ќе се вклучи во ова денешно издание, ќе ве праша и што мислите зошто нашите невработени работат на црно и дали се уште имаме такви вработени. Како и да е, недостиг од работна сила веќе поодамна има, барем оние кои што се сопственици и работодавачи на компании и фирми и дури особено во угостителскиот сектор, постојано можете да слушнете дека се жалат токму од недостиг на работна сила. Но она што се најавува е дека треба да очекуваме увоз на работна сила. Па што мислите вие околу целава оваа работа? Секако ќе сакаме да слушнеме во денешно издание на Црвена линија и ќе ве подсетам, не заборавајте да не заследите на Facebook, Instagram и секако на Twitter. Ако сме подготвени, ако сте и вие, секако ќе подсетам телефонскиот број, го знаете, 307 0005. Имате 90 секунди за секој еден гледач, а она што е најважно, знам дека го повторуваме постојано и постојано и постојано, не заборавајте кога ќе ве вклучат од режија во Црвена линија да го намалите тонот на телевизорот, да зборуваме само преку слушалка. Ако имаме гледач, ќе почнеме веднаш со вас. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, вие сте во Црвена линија. Дали се слушаме? До вас, поздрав до емисијата. Поздрав и до вас секако. Па има одговорете прво дали имате некој во семејството кој што е невработен и бара работа? Па не, да ви кажам не, затоа што во Македонија невработените оние лица кои што имаат завршено само основно образование или да речеме средно образование, некое кое што е општа гимназија и кои што не активно бараат работа на пазар. Или сакаат да работат некоја работа кај што да речеме она работа кај што сте шефов или директор. Така да во Македонија недостасува работна сила која што е високо квалификувана. Ага, еве како коментирате дека е се поголем процентот на оние кои што заминуваат од Хрватска па нагоре, Германија и си ја бараат среќата надвор? Па, исто и таму заминуваат за поголеми примања, нормално. Доколку Хрватска е плата 1200 евра, одат нагоре на Германија за 2000-2500 и натака. Значи, тоа е природно, тоа секогаш било. Така, како коментирате дека Македонија ќе дојде во ситуација да побара работна сила од надвор? Па, мислам дека ќе треба да се воведе работна сила во Македонија. Така, големо благодарам и што бевте први и го пробивте мразот во Црвена линија. Одиме понатаму на 307 0005, вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Прво, добар ден до сите слушатели.
гледачи. Ала? Секако благодарам што се јавувате во Црвена линија. Па еве, како коментирате на ова денес за што зборуваме? Па прво ќе почнеме од почетокот, дека куќата се гради од темелот, не од кровот. Некој првин како гледател колкава висока на невработена ставка имаме, што таа ставка се вади, да речеме, преку Агенцијата за вработување, а имаме лица кои што, да речеме, не се ниту па пријавени во Агенцијата за вработување, кои што системот ги потврдил. Заради немањето работни места, прво се должи на образованието. Вие сте сведоци, се случи една катастрофална пат на образованието. Во превод вели, ако сакате една нација да уништите, уништете го образованието. Кај нас тоа се случи. Ние немаме стручни капацитети за да ги спремиме овие лица. И немаме недефинирано квалитетно образование. Се што се должи на образованието се должи на приватното образование, кај што имаат неформален пристап, кој што се во тек со новите збиднувања, со новите технологии, и така да сметам дека тие луѓе се работат и овие генерации ќе ни бегаат надвор. А во однос на тие што министерот сака да ги увези, прво што увезуваме, стоки или луѓе? Значи прво не може така да се увезуваат тие луѓе. Ке подсетам 90 секунди е време траењето на едно излагање. Прво ќе ви се заблагодарам што земавте учество во Црвена линија и ќе ве подсетам дека доколку се чувствувате недоискажани, секако обидете се во текот на ово издание уште еднаш. Не сме лимитирани, се случува некој од гледачите нели да заврти повеќе пати. Како и да е, се уште сме отворени и се уште тече дискусијата. Добар ден за новиот гледач. Добар ден. Мене ме интересира за какви работници се работи. Дали за во администрација, оти се малку, или за во производство? Какви работници барат? Па и угостителскиот сектор е на големо се жали дека е дефицитарен со работна сила, особено во периодот од март, мај, додека трае летнијата сезон. А и градежништвото изгледа бара работници и во земјоделието. Сегде се бараат работници веќе. Така, ами 140.000 имаме администрација. Зошто од тие не ги намалати да бидат во градежните фирми, да бидат во земјоделие, да бидат келнери, а не 140.000, па Југославија беше 15 пати поголема во жители спрема Македонија, имаше 180.000 администрација. А сега ни 15 пати помали спрема Југославија, што беше со жители 140.000 администрација. Па кој ќе ги плаќа тие администратори? Затоа бегат луѓето, оти треба заедно да работат. Секој сака на потелја да седе у Хет Тиквеш, ки што произведуваат струја на Тиквешкото езеро, над 30 работија преко СДС. Кој ќе ги плаќа тие таму да седат и да взимат плата? Скоро на 6 години се тие повеќето што и примнаат таму на работа. Наместо млади да вработат, да не бегат младите по други држави, оти млад има енергија за да бега, не стар на 6 години. Зошто тие на 6 години преко СДС ги примнаат таму? На други места имат многу примнато на стари години, што никогаш ден работа немат, стаж немат. Ке подсетам само, внимавајте на тајмерот, автоматски се исклучува на 90-та секунда. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Малку ќе ве префрлам онаму каде што ве подсетувам дека можете да коментирате, шернувате и лајкнувате, тоа е на Facebook. За денес доста се коментираше, барем кога говориме за недостиг од работна сила, а сепак цифра од невработеност од 14%. Ке прочитам еден коментар пред да вклучиме гледач. Ако може, значи, еве, на Facebook Црвена линија Трајко Марковачев напишал: како би работеле кога сите трчаат за Германија? Добро, тоа е коментарот на Трајко. Продолжете да коментирате секако на Facebook. Одеме со гледачот во живо. Добро вечер. Добар ден. Добар ден. Вие сте во Црвена линија, па еве, како коментирате тоа што Македонија се соочува со недостиг на работна сила?
Јас сакам да кажам од претходно гледачо што кажа дека во наша Македонија биле невработени само оние што имаат основно образование и средно училиште. Јас со тоа не се согласувам, затоа што јас лично имам ќерка што има завршено со просек, а дома седе. Со просек, со 10-0, па дома седе. И тоа можам да кажам дека во МВР се вработуваат со 6 месеци курс или 9 месеци и влегуваат како полицајци, а после тоа не му се свиѓа, па одат инспектори. Завршуваат било каков факултет и со тоа се стекнуваат инспектори. И затоа кај нас наша Македонија нема да ја видува никогаш. Нашите младичици одат на странство и тука нема живот. Останува да ве прашам, еве, бидејќи откривте дека верувам вашиот син со 10-ка просек се уште е невработен. Дали се уште е невработен или успеа да се вработи? Кога оде на конкурс за полагање, ги поминува сите испити, уште здравствени прегледи, по сето тоа никош не викнат на работа. А дали оди на интервјуа за работа? И оден и полага тестови, интервју. И што го вела таму, зошто е одбиен? И на крајот не е викнат на работа. Так. Добро, благодарам што еве го споделивте вашето лично искуство со гледачите од Црвена линија. Секако ќе потсетам, тука продолжете да не гледате. Одеме со следен коментар од Facebook, бидејќи во овој пат нели ќе обрнем внимание малку и тука што го коментираат гледачите на Црвена линија. Виктор Петков напишал: прво, некој треба да си даде оставки, бидејќи очигледно е дека тие 14% се некоја виртуелна бројка, но парите што им се даваат се реални. Што мисли следниот гледач, ќе дознаеме веднаш по овој кадар, со оглед на тоа што еве ќе ве потсетам, продолжете да коментирате, шернувате, лајкнувате. Добро вечер. Здраво, здраво. Здраво, секој е добро, Црвена линија. Види вака, имаше еден виц порано, некој пишал книга како до пари да дојдеш, нелесно. И побрал пари на заем за да ја пушти книгата во аптек. И не можел да најде пари, па некој му пишал, прочитаја книгата, може ќе дојдеш до пари. Инаку би кажал за работниците, пола милиарда народ у Европа, а ја не знам кој работи таму, што нон-стоп излегуваат наши луѓе од таму, од тука натака. Тоа ми е малку нејасно, еден куп избеглици им отидоа, или се све социјалци таму, многу мал број работат, претежно нашиве балканци дека идат изиграваат измечари, не знам што е работа. Али ти на пола милиарда народ во Европа да не можеш работници да најдеш некој или не да работи, или се превише дрогира, или кој нешто прави. Види вака, ова нашава гасна стопанска комора го кажа за увоз на работници? Не, ова е изјавата дека министерот бидејќи значи дека е неопходен пред се увозот на работници. Ќе ви покажам и на Твитер, па така да ево очекувам. Тој децата нека си ги донеси први вед, нека дојдат да работат за овие плати што ги даваат. Неговите деца нека ги вработи. А не да ставаат кој газда на електродистрибуција, кој газда овде, кој газда онде. Ајде, поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам што се вклучите во Црвена линија. Ќе ве потсетам дека можете уште еднаш се разбере. Само внимавајте на тајмерот. 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Ало. Добар ден, ве слушаме. Видите, јас би сакал да кажам нешто за ова. Неопходно да би увозо на работници, дали тие би работеле кај нас за минимална плата. Како ќе се развива општеството наше, особено со влегување во Европската унија, со развој на технологијата и со развој на се она што е напредно за вложување во наша развој на индустријата, секако ќе имаме потреба од увоз на работници. Така почнали развиените земји и тие сега има увоз. А дали кај нас тоа ќе се постигне, секако само ние треба да бидеме малце не пострпливи, него да прифатиме тие вредности што ги има Европа, односно развиените земји. Сега дали ќе бидат платите поголеми или помали, секако со
поголем труд, како се вие, со поголем бруто производ, ќе растат и платите. Така, еве дали имате невработен, кажете ми, во семејството? Приметено за време на бивша Југославија, кога викаме дека имам невработени која за тоа, да иде со факултет се, али од други причини не се вработени. Дали кај нас нема да стигнува тоа, секако ќе се подобрува. Так, благодарам многу за јавувањето. Одеме понатаму, добар ден. Ало, добар ден. Секој добро во црвена линија сте, па еве ќе почнеме со прашањето, имате ли вие невработен дома? Не, кај мене нема. Сите 3 деца ми работат, они имаат занат, и двајцата имаат занат. Ќерката си најде работа во агенција за обезбедување. Така, интересно е дека работат занат, а се добива впечаток дека занаетите како да исчеснуваат, неопходни се. Па видите, јас не се сложувам дека секој што има завршен факултет мора да се вработи за тоа што има завршено. Затоа што кога почуете факултетот да го учите, никој не ви гарантира дека ќе се вработите кога ќе го завршите факултетот. И затоа ние треба психички да се спремиме дека факултетот е предност и добивка, но дека ќе треба да чекаме шанса за да се вработиме според тоа како што сме го завршиле. Така да не значи дека некој ако завршил факултет за да не кажеме да е правен, дека веднаш мора да се вработи во МВР. Па и таму има луѓе што работат по 6-7 години како полицајци, а за умеѓу време си завршуваат факултет и почекаат повисоко место. Така да тие прикази, тоа било од секогаш, не е само сега да ви кажам право. И не треба така да се деградираат звања. А министерот би го повикал да види изјавата на индиецот што е дал за еден српски вестник, ми се чини за Блиц, која е платата што би работеле странските работници. Ако е спремен да даде таа платата на странски работници, нашите овдека ќе работат, не мора да бара странски работници. За таа плата што ја бара странските работници, нашите ќе работат. Но проблемот има еден друг. Низ Македонија поминаа толку мигранти. Благодарам за јавувањето, ке подсетам, морам така, очигледно повторувањето е мајка на знаењето, внимавајте на тајмерот. Добро ни оди, добро се слушаме, верувам дека така ќе биде и со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. За 18 јадарки да дојдат од странство, од друга држава туа да работат. Па тие кога ќе намислат за од друга држава да одат, ќе одат у Германија, ќе одат у Италија, кај што дават повеќе пари, што дават над 2000 евра, над 3000 евра, а не тука да рмба за 300 евра. Па тие ќе дојдат тука од друга држава, уместо Америка, Германија или друга држава. Тие може ќе бидат со четврт мозок. Да не ги навредуваме никога, ве молам. 300 евра тука да дојдат да работат. Тоа не ми се верува мене. Фала многу пријатно. Благодарам многу, не ми се верува дека ќе треба уште еднаш да подсетиме дека во црвена линија навистина ве молам избегнувате да користите погрдни зборови и се разбира говор на насилство и омраза. Тоа е златното правило во црвена линија. Одеме со Твитерџи. На Твитер заедницата исто имаше многу коментари, се пишуваше на оваа тема, па ќе почнеме со твитот на Гоце од Прилеп, кој што напиша: ги испративме младите паметни деца во странство, сега ќе увезуваме работна сила од Авганистан и Пакистан. Ова е практично твит коментар на Веста, каде што стои дека според Бетики неопходна ни е дополнителна работна сила за да имаме нели можност за да се пополнат тие места и веќе е дојдено време да ја отвориме дискусијата за потребата од дополнителна работна сила на пазарот на труд. А дали ви имате вработен, невработен, ќе дознаеме сега. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро од црвена линија. Имате ли невработени дома? Вака, председаве, поздравам, ви благодарам. Голем поздрав и до вас секако. Вака, јас двете деца ги имам испратено во странство со високо образование. Они чекаат тука неколку години, од аспект на партиски работи си замина, не станаа членови на партии и не може да се вработат. А јас, да ви кажам, работа ми регрутер, работа ми као приватник и се. Меѓутоа, да навлезам за темава подетално, сакам јас нешто да се искажам. Знаете што, невработени има многу во Македонија. Знаете ли колку инженери ми бараат, еве на мене, од IT секторот? 12.000. Кај ќе ги најдеме?
Збориме инженери нешто дипломиране со татко и мајка. Него што знаат, што ја познаваат проблематиката да работат. Немаме. Дајде кратко ми е време. Угостителството кажува дека нема недостаток на шанкери, скараджи и конобари. Па по која цена, по која дневница они ќе работаат? Знаете дека сега се плачат по 20 евра, некои работи се плачат од сатница, а кај нас не сакаат 20 евра дневница да им дадат. Каде? Ние од Сирија да ги донесеме ли? Нема. А имаме доста невработени. Кои се невработени? Правници и економисти. Претежно кои што чекаат со партиски книжки да влезат. Благодарам многу за јавувањето. Повторно ќе ве прифрлам кај Твитерџи. Типот со мевот напишал: а што услови нудат бизнисмениве за увезената работна сила? Добар ден за новиот гледач во црвена линија. Добар ден. Како сте, баба Роска? Добро сме, Тинче, овде баба Роска од село. Ве познавме. Јас супер сум, за денеска сум супер. И па баба Роска и ве меѓу децата, внуците имате ли невработени? А јас немам невработен од фамилија. Сите ми се вработени, дури мојот син работи на 3 места. Кој сака да работи у Македонија има работа, али многу е тешко што вработуваат пензионери овоја. Партиски се сгрешив. Партиски што вработуваат. Веднаш жената кажа дека терка и завршила седе без работа. И сега ќе увезуват од друго место. Затоа што партиски ставили на нејното место некоја, а и она ќе седи дома и затоа ни бегат луѓето. Па ова срамота што се работи оваа влада веќе. Тинка, може ли да кажам некои збори вон темата? Забаве вртев, ама не може да добијам. Да го поздравам многу. Кого да поздравите? Така ти не. Оти се ни кажува празници. Дали ќе ни каже некој ден кога треба да скопаме нешто да насадиме? Па се ќе празнуеме, па кај нас вака викат. Земјата не ќе молитва, сака мотика. Така, значи помалку празници, повеќе денови за работа. Да се огледаме на јапонците според баба Роска. Благодарам што се јавивте, баба Роска, во црвена линија. Продолжете да не гледате. Добар ден. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Поздрав. Голем поздрав и до вас. Имате ли невработени во семејството? Кој бара работа во Челокави? Секој. Дали имате невработени во семејството? Сите отидува во САД. Овите бара се во Македонија, отидува на САД. Кој даде во Словенија. Кој ти бара веќе? Ти кој не работи за 10.000 или за 12. Тоа се важно. И повеќе се трае за превоз. Они Скоровски отвори работни место во Виница по Штип. Овие позит што раѓа за страто се изцели од Каменица, отида од Штип, Ковчани, Скопје. И толку. Никој не бара веќе работа. Кажете ми, од Каменица се јавувавте, така? Кој не бара? Тоа е тоа. Пријатен поздрав. Поздрав. Жал ми е што не се слушавме. Верувам дека гледачот ни е редовен гледач кој што се јавува од Македонска Каменица, па еве може да ни откриете како од каде се јавувате и како изгледа таму пазарот на трудот, како се движат платите кои што се нудат за оние кои што сакаат да работат во вашето место. И со што се соочуваат младите луѓе од вашиот крај, доколку сакаат нели да работат. Добар ден. Добар ден и убав ден, ваме на вашата екипа. Убав ден и вам секако. Имате ли невработени во семејство? Јас немам деца, а моите внуци од брат, од сестра, сите се вработени. Сите се Само вработени. едната е во Америка. Во Америка. Така. Ама тамо, Бога ми, лауда е. Зато добро зима пари и добро се ситуирани они.
Дали самата Иве веднаш сакаше да замине да се проба среќата во Америка или се обиде и тука? Она случајно заврши факултет и замина на екскурзија и тамо се сретнаа со зетот и се зема и тамо си остана она. Дака љубовта ја задржа во Америка. Да. Меѓутоа многу фино е. Мислам, за тоа немам збор да кажам за нејзе. Дури и мене ми даде еднаш. Ми вика, тетко, еве ти пари. Не, сине, ти си во Абан. Ако, тетко, си не чувала ти. И ја не сакав. После викам, дај да и ги дадам она тамо, од нас одделена. Сине, земи, како да сум ти дала ја за децата. Вака и реков. И ги дадов. А инаку за тоа не. А ја немам деца. Ако се може, и тука може да се има, само да има душо еден стабилен човек, што ќе води нашата Македонија, да ни се отворат портите, да речам, и Господ да не се смилува и Мајка Божја, и да не ги отвори портите, за да можеме и ние нашите пиленца што отидоа во далеку, да ги желееме и да жалиме за нив, зошто не се со нас. Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Повторно ќе се префрлиме малку на Твитер. Ирина Тошева има напишано: "Упс, текстилните газди бараат увоз на работници, се плашат дека кадарот ќе им бега во најавената канадска фабрика во Штип." Значи и интерно еве се случуваат емиграции, односно луѓето секогаш нели си бараат подобра позиција, можеби или предизвик. Едноставно зависи и од нели личноста на човекот кој што сака да напредува. Но она зашто зборуваме всушност дека земјава се соочува со недостиг на работна сила, дури разговорно меѓу граѓаните барем во Скопје се зборува дека таму некаде март може да се случи како стартуваат нели оние туристички сезони, особено во Хрватска, дека голем дел од граѓаните од Македонија ќе се ја пробаат среќата во некоја друга земја, што значи дека ќе се зголеми дури бројката на, нема да кажам невработеност, него неможност да се дојде до квалитетен кадар. Добар ден. Ало, добар ден. Црвена линија, повелете. Поздрав многу, Тина, до тебе и до сите гледачи. Поздрав и до вас. Посебно до Телма телевизија. Сега сакам да ти кажам, најискрено, значи, ние што направивме сега во наша Македонија? Ги избркавме докторите, значи медицинските лица ги избркавме, не им дадовме, не ги почитуваме како, нели, како многу битни што ни се, не го вреднувавме нивниот труд, нети па им обезбедивме услови, си отидоа приватно, си отидоа надвор. Сега ги бркаме и работниците. Значи, што ќе остане оваа наша Македонија со пензионери и со администрација? Како уопште ќе се живее? Знаеш што мене не ми е јасно? Сега разбрав дека ќе увезуваме работна сила. Мене, Тина, не ми е јасно дали тие луѓе што ќе дојдат тука со 18.000 ќе живеат и кирија ќе плаќаат и се со 18.000. Значи, ти сега може би да тој човек може и стан ќе му обезбедиш, а нашиот ќе си го избракаш. Може би грешам, не знам. Јас сега се уклучи во емисија, прв пат го слушам ова и стварно не ми е јасно. Навистина све што се случи тука кај нас стварно не знам. Толку сум револтирана. Сега кога слушнав темава, крајно сум разочарана. Значи, ќе немаме кај да се лечиме, ќе немаме мајстор да ни дојде у куќа да ни поправи нешто. Значи, едноставно, еден мајстор барав, го чекав 2 месеци да ми дојде нешто со струјата да ми направи. Значи, нема мајстори, отидоа сите. Што се случи ова, не знам стварно. Значи, нема тука леп, навистина нема леп. Благодарам и вам, еве што ги искористивте своите 90 секунди во Црвена линија. Останете со нас за да слушнеме еве веќе следниот гледач што има да каже на оваа тема денес. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Секој добро. Вака, јас повтор пат се јавувам затоа што кратко ми беше времето. Ако дозволено тоа рековме. Вака, мислам дека кај нас им ова е неспоразум, некој увоз на работна сила во една држава каде што имаат, што се пријавуваат во агенциите, има преку, па ако не претерам, преку 80.000 невработени. Бетичи, ако има слух од нас да се преслуша пред се ова што го кажува, не значи ако има недостаток на стручен кадар, занаетчи, зборуваме за занаетчи.
Ало, дали се Да, слушаме? продолжете за занаетчи, велите, да? Занаетчиите пред се манјка, занаетчи, техничари, електротехничари, машинобравари, угостителите. Кај угостителите во Охрид. Ај ќе навлезам на таа проблематика, пошто ја познавам, сум бил јас газда угостител и знам што значи. Меѓутим, верувајте дека еден коновар никој не сака да работи без 25 евра, 1500 денари. А како он сака да работи за 700-800 денари? Кој е тој што би издржал да работи за таа сума, таа пари? А што се однесува до кај нас политиката на образованието, мислам дека е погрешна. Ало? Да, продолжете. Мислам дека е погрешна политиката и кај нас нема више тие стручни училишта кои што тој кадар. Ние полицајци со курс од партиски налепници земаме, кои што партиски војници, полицајци ги ставаме. Благодарам за јавувањето и сега тука малку ќе направиме една дигресија. Ќе искористам можноста вака во црвена линија, особено до оние кои што редовно не следат во црвена линија, да препорачам да останете и по завршувањето на црвена линија заедно со мене, бидејќи ќе добиете можност да бидете дел од Заврти на Телма, квизот кој што е исклучително популарен во нашата ТВ куќе, а еве ќе ми биде драго, бидејќи ве чувствувам како моје семејство, да си ја пробате среќата заедно со мене, секако јас ќе ве водам во таа приказна. Па, еве, по дискусија и се разбира она што го правиме во црвена линија, опуштено да се продолжите заедно со мене, со Заврти на Телма и да си освоите награда. Еве тоа, задолжително ќе ги подсетам и оние кои што можеби подоцна ќе се вклучат во црвена линија. Тоа е она што е ново. А кога веќе зборуваме за недостиг на работна сила, ќе одиме малку со еден твит, па еве може следниот гледач да го искоментира и ова. И ова нима напишано дека ние сме една од ретките држави во која има висока стапка на невработеност, а има недостиг на работна сила. Зголемувањето на платите е добро за зголемување на продуктивноста, но се покажа дека и покрај зголемувањето на платите продуктивноста е уште ниска. Па еве што ќе каже следниот гледач на ова? Добар ден. Ало? Добар ден, црвена линија. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Се јавувам од Битола. Од Битола. Каква е состојбата во Битола во однос на недостиг на работна сила? Многу алармантна. Јас ќе ве замолам да ни пренесите со факултет, деца чекаат 29-30 години. Што нив да му понудиме? Ако ме слушате. Да, продолжете. Ова е моето прашање. 29-30 години со економски факултет чека работа. Преку завод за вработување се пријавува. Што понатаму да му понудиме? Да седи во Македонија или излез да најде? А дали во меѓувреме самите аплицирале за работни места на конкурси? Да, секаде има аплициран. И со што се соочуваат, бидејќи ве не можат да најдат работа? Одговорот е почекајте. Се уште не е изготвено. Кој ќе се изготви веќе некој друг претходно со некаков договор, преддоговор и така. За сега е така ситуација. Дали тоа значи дека чекаат се уште да работат по струка или еве пробаат да работат нешто сосема друго? Може и во Кромбер да работи, ама со факултет не може. Не сака, така. Вред, благодарам и вам за јавувањето. Поздрав до битолчани кои што не следат. Еве слушаме искуства, приказни, секако ставови и мислења, па тоа во продолжение ќе го слушаме и од следниот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Добар ден. Се слушаме? Да, се слушаме. Благодарам. Па вака, јас ќе кажам своето размислување. Уназад со месеци и години го кажувам во овие емисии проблемот со вработувањето и запослувањето на одреден број на кадри. Значи, нашите работодавачи не сакаа во времето да го одмрзат кесето, да ги задржат значи квалитетните работници, да не им стојат машините што се викат да паќаат прашина, не сака да им дадат значи плата соодветно на нивниот квалитет на нивното залагање.
Меѓутоа, сега бараат работници од надвор од нашата држава, па ќе ги прашам, дали тие ќе дојдат да работат за 300 евра, 400 евра? Сигурно дека нема да дојдат. Значи, сакале или не ќе, тие ќе мора да дадат минимум 800 до 900 евра, ако сака да го вработи некој работник од надвор. Сега, зашто тие истите не му дава на нашите работници, на нашите луѓе кои што беа тука, беа остручени, ја познаваа работата, проблематиката со работата, и тие само ќе му ствараат доход, значи, уште поголемо од оној што го стварале, а сега, значи, тие се во прашање да му лежат машините и да не можат, што се вика, да ги повратат средствата што ги дале за машините. Нека си ја чукнат главата дека сами се виновни што дојдовме до овој степен и во оваа ситуација. Никој друг не е крив, само работодавачите. Благодарам за јавувањето. Веднаш ќе прочитам уште еден твит. Слушајте ги твитовите, па ете можете и вие да реплицирате онака во живо во црвена линија. Бастардо има напишано: дали конечно недостатокот на квалитетна и квалификувана работна сила ќе направи значително покачување на платите? Тоа е она за што зборуваат и твитерџи и секако граѓаните на оваа земја, бидејќи она што навистина најмногу се очекува е тоа покачување на платите. Добар ден. Добар ден. Црвена линија, повелете. Се надев дека сум јасно. Да, вие сте и одлично, ве слушаме, повелете. Па видите дека закон за работни односи во Македонија веројатно, да не кажам, е донесен може би многу одамна, меѓутоа не регулира никаков работен однос. Најслаба работа во Македонија, иако веќе 30 и кусур години сме, ајде кажеме, самосталени, е дека синдикатите се ги нема никаде. Кои да се збори, синдикатите не ги одредуваат или не ги запазуваат и едноставно не ги штитат работниците. Не можеме да бараме од работодавците дека ги покачат платите. Овој предлог кој го дава оваа влада, па и кој да била влада, да се увезуваат работници, е посмешно, не може да се обмисли. Во Македонија има и такако добри кадри, меѓутоа, жално е ако ги го разговарам, дека ние сакаме високостручни кадри да работат се уште за 20-30 илјади денари. Смешно. Немам што да коментирам, мислам. Сам да се запрашам. Интересно е дека голем број невработени горе-долу работат и на црно во земјава. Па не го коментирам работењето црно. Најголемиот проблем што на бело се пропагира една и се замајава јавноста дека за бадијала треба да се работи. За бадијала, така. Добро, благодарам многу за јавувањето. Одиме веднаш со нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Во црвена линија сте, повелете. Вака. Увоз на работници. Одма да почна да носат работници. Ова е стратегија на, да речем, на албанците кои се во власта. Да се стера прво македонците од Македонија, после ќе бараме работници по странство. Не бе, треба да ги платите прво своите. Второ, зашто не работат македонците или било кои, или албанците овде во Македонија. Како да работат? Како да работат, да прашам јас вас? Прво тие бегаат од законот, затоа што законот не е исти за сите. Овде можат да се газат луѓе, да се сторува све, да се прави, за 100 кебапи некој треба да одговара. Епа, зато бега младите. И 1500 евра да го дајте, и 2000, не се равноправни со законот. Овде е владе, таква власт што е за поедини луѓе само држава. А за обичната борарија ко нас нема врска, нема држава, нема ништо. Зато ќе си ода и 2000 евра понудете му. Не че. Овие сака да направи робовладатели. Не може. Така, благодарам многу и вам за јавувањето. Ете, гледате оно што се приближува, се разбира, одиме со реклами и ќе ги прочитаме и резултатите од Инстаграм анкетата.
оние кои што редовно следат Црвена линија, така и оние кои што можеби не следат редовно, па следат од денес. Сега ќе потсетиме дека дојде времето кога треба да ги соопштиме резултатите од Инстаграм анкетата. Оние кои што не следат на Инстаграм, вака одговорија на нашето Инстаграм стори прашање: имате ли невработени во семејството? Тоа прашавме денес, што бараат работа. Резултативе се следни. Со да одговорија 56%, а со не одговорија 44%. И тука секако ќе ве потсетам дека ќе се случува нешто ново, ева малку ќе се ослободам и од очилата. Особено ми е драго да им најавам на сите гледачи на телевизија Тилма, па и на овие моиве кои што се од Црвена линија, дека за многу кратко време стартуваме со заврти на Тилма. Јас ќе го предводам кормилото и ве очекувам токму од Црвена линија да се преврлите и да учествувате во денешниот квиз, па да почнеме и со награди во нов термин на заврти на Тилма. Од Црвена линија довидување, благодарам и се гледаме за многу кратко.